Добро дојдовте во темата на неделата. Во неа овој пат се осврнуваме врз она за што велиме дека ни е најважно – здравјето. Врвни медицински експерти во светот се почесто предупредуваат дека ни предстои, како што велат, постантибиотичка апокалипса. За каква опасност станува збор, говори податокот дека секоја година околу 700.000 луѓе во светот умираат од инфекции отпорни на овие лекови, а бактериите стануваат се поимуни на антибиотици. Професор Дейм Сели Дейвис на неодамнешната конференција во Берлин изјави дека светските лидери мора што е можно повеќе да го подобрат одговорот на растечката закана од отпорноста на антибиотици. Ко продолжи порастот на супербактерии, тоа ќе го означи крајот на модерната медицина, односно тоа ќе биде постантибиотичка апокалипса. Губењето на ефикасноста на антибиотиците ќе спречи способноста во борбата против најчестите инфекции, а некои операции како царскиот рез и лечењето на ракот ќе станат многу поопасни. Well, not only do we need antibiotics in daily life for bacterial infections, of course not for viral infections, but actually a lot of people are prone to infections through their treatments, their cancer treatments, their transplantation. There are patients with diabetes who are more prone to infections. So we would lose the effectiveness of protecting those patients. Преголемото препишување рецепти за антибиотици, понекогаш и на пациенти со вируси, кои не може да се лекуваат со антибиотици, предизвикуваат глобален отпор, заедно со нејзината распространетост во сточарската индустрија. Ед Вајтин, директор во Wellcome Trust, добротворна организација за биомедицински истражувања со седиште во Лондон, вели дека 85% од земјите почнаа да прават национални акциони планови, но со мал резултат. There's 85, only 5% of countries have financed their plan and turned it into programs of action. And we're trying to say that's not good enough. We need to see tangible work to make sure that we're only using antibiotics when we really need them. Лорд О'Нил, поранешен председател на британското тело за антимикробиска резистенција, смета дека на лекарите треба да им се даде поголем пристап до нови технологии, како што се телефонските апликации. Lives are dominated by mobile telephones. It seems remarkable to me that the technology that relates to that we don't use in medical practice. We allow our doctors to guess what's wrong with us. We pressurize them to guess. And so it's easier for them to just say, oh, antibiotic. Во моментов околу 700.000 луѓе на глобално ниво умираат секоја година од инфекции отпорни на лекови, вклучувајќи туберкулоза, ХИВ и маларија. Без порешителна акција, експертите велат дека тој број ќе се зголеми на 10 милиони луѓе годишно до 2050 година. И во Македонија имало случаи кога лекарите се соочиле со фактот дека не постои антибиотик, не само во земјата, туку и во светот, што би можело да му го дадат на некој пациент. Во Македонија антибиотиците се користат многу повеќе отколку во Европа, и тоа само оние што се препишани од лекар. Да не зборуваме за оние под рака, без рецепт. Македонците пијат антибиотици 3 пати повеќе отколку жителите на Северна Европа, но потрошувачката се движи слично како во регионот. Поради непотребна употреба на вакви лекови, бактериите мутираат и стануваат отпорни, пошто и лекувањето дури и на обични инфекции станува многу тешко, па дури и невозможно. Според податоците на Организацијата за европска соработка и развој од 2015 година, најмалку антибиотици се пијат во Холандија, каде што 10 луѓе од 1000 жители дневно пијат некаков антибиотик. Потоа следуваат Естонија, Шведска и Летонија, каде што 13 од 1000 жители пијат антибиотици во секој момент. Во Европската Унија по антибиотици најчесто посегнуваат грците, каде што 36 од 1000 жители се на антибиотска терапија. Многу антибиотици се пијат и во Франција, Белгија и во Италија, каде што на вакви лекови се 28 од 1000 луѓе. Микробиологот професор доктор Никола Пановски објаснува дека според податоците на Фондот за здравство во Македонија антибиотици пијат 20 од 1000 луѓе, но од и тие податоци не се комплетни, туку се однесуваат само на препишаните лекови. Оптимистичките прогнози се дека се трошат 30% повеќе од ова, додека песимистичките дека потрошувачката е двојно поголема од официјалната. Што значи дека точната бројка на луѓе што се на антибиотици во Македонија се движи меѓу 27 и 40 луѓе на 1000 жители. Ова се релативно безбедни лекови, вели доктор Пановски, па затоа и докторите често ги препишуваат.
Македонија може да ја намали потрошувачката за половина без никаков ризик за здравјето на граѓаните, вели тој. Главен проблем е создавање на отпорност на бактериите, односно создавање на супербактерии кои тешко се лечат, односно денеска имаме во јужниве краишта кај што многу се троши антибиотици, тешкоти во лекување на сериозни инфекции во оддели за интензивна нега или да кажам просто ние овде сме срекни некојаш што не сме клиничари. А тоа е кој ќе видиме изолиран сој на бактерија за која нема лек. А дури имаме и апарати, значи не може да кажеме дека ние не знаеме да работиме, апаратот тоа кажува дека од лековите што постојат во светот, не само во Македонија, во светот не постои лек со кој би се дал на тој пациент. Тоа сме ние сведоци, се случува. Поради опасноста од создавање супербактерии за кои нема лек, меѓународните организации се борат против злоупотреба на антибиотиците и намалување на нивната употреба. Како дел од тие напори, Македонија во изминатите 20 години за двојно ја намалила употребата на антибиотици. За среќа спомнате Светска здравствена организација, Евроскунија, сватија дека овој проблем не може да се решава локално. Со отворање на границите на Евроскунија, петата вредност на Евроскунија, под наводници вредност, е слободно движење на бактерии. Значи, ние сега тamo им носиме отпорни бактерии. И они тоа не може да го спречат. И затоа даваат пари во Македонија, особено Светската здравствена организација, или промовираат проекти за да знаеме колку имаме бактерии, каква е резистенцијата, влезени сме во проекти и така натаму, сме вклучени во тие мрежи да следиме резистенција на бактерии, да следиме потрошувачка на лекови. И затоа има намалување, меѓутоа за тоа треба време. Македонија пред 5 години забрани продажба на антибиотици без рецепт, но се уште е лесно да се набави и да се пие на своја рака. Тоа беше се во издание на темата на неделата, во кое говоревме за опасностите што може да настанат од неконтролираната употреба на антибиотици. До гледање.